Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на видео лекцијата учелница. Моето име е Бирна Бекировска и јас сум оделински наставник во основното училиште Браќа Рамис и Хамид Чуто Ризари Скопје. Денес ќе ви одржам видео лекција по предметот ликовно образование за 5-то оделение. Ќе обработиме наставна содржина од подрачјето сликање, односно ќе учиме за боја, за светли и за темни бои. Мотивот за работа ќе ни биде слободен ритам, односно цветови или балони, а техниката темпера. Материјал кој што ќе ви биде потребен за денешниот час по ликовно образование е блок, темперни бои, палета за темперни бои, четки, чашка со вода и подлога. Паузирајте овде видео лекцијата за да може да го подготвите потребниот материјал, а потоа продолжете да ја следите. Што треба да научите? Треба да се оспособите да ја воучите важноста на бојата во секојдневниот живот. Да развиете перцепција за светлината на бојата и да разликувате светли и темни бои. Да забележувате различни тонови на боја во природата. Да ја унапредите техниката на сликање и создавање творба со слободен ритам. Бојата ја среќаваме насекаде околу нас и таа ги обојува во прекрасни бои сите нешта што ги гледаме и што не обкружуваат. Да се потсетиме на поделбата на боите. Сигурна сум дека некој од вас ќе успее да се сети на точната поделба на боите. Токму така, разликуваме примарни и секундарни бои. Примарни бои ни се жолтата, црвената и сината, додека секундарни бои ни се оние што ги добиваме со меѓусебно мешање на примарните бои. Така, со мешање на жолтата и црвената боја добиваме портокалова, од црвената и сината виолетова, а со мешање на жолтата и сината боја ја добиваме секундарната боја зелена. Друга поделба на боите е на хроматски и ахроматски бои. Хроматски бои ни се сите бои од спектарот, додека ахроматски бои ни се црната и белата, како темнина и светлина и сите тонови што ги добиваме со нивно мешање. Боите, ученици, влијаат на емоциите и на психата на луѓето. Така, кога ги наблюдуваме боите и нештата што се обоени, предизвикуваат кај нас одредени емоции и чувства. Ајде сега преку играта сложувалка да ја поврземе бојата со соодветното чувство што таа го предизвикува. Опитайте се овде сами да го направите поврзувањето, а потоа подолу во видеото проверете дали е така. Сината боја, ученици, предизвикува осаменост и спокој. Кога ја наблюдуваме црвената боја, таа не потсетува на љубов и лутина. Виолетовата боја изразува гордост и достоинство. Жолтата боја пак предизвикува задоволство и топлина. Зелената боја, значи свежина и мир. Портокаловата боја предизвикува чувство на возбуда и енергија. Продолжуваме понатаму. Доколку детето се најде во темнина, ќе се чувствува вознемирено и исплашено, затоа што во темнината не може доволно да ги забележи боите. Светлината ни овозможува да го гледаме светот околу нас обоен.
Бојата ја гледаме само доколку има светлина. Токму затоа, светлината и бојата ни се тесно поврзани. За да го гледаме светот обоен, многу ни е важна светлината. Во секоја боја има одредено количество на светлина. Таа светлина придонесува боите да изгледаат темно или светло. Да започнеме од белата и црната боја како светлина и темнина. Секако, белата боја ја поврзуваме со светлината, додека црната со темнината. И ученици, сега вие да се обидете сами да направите поделба на боите од спектарот на темни и светли бои. Браво, ученици! Светли бои ни се жолтата, портокаловата, црвената. Додека темни бои ни се сината, виолетовата, зелената. Продолжуваме понатаму. Доколку во бојата има повеќе светлина, тогаш таа боја не изгледа посветло и обратно, бојата ни е потемна ако во неја има помалку светлина. Кога бојата е посветла или потемна, велиме дека таа боја има посветол или потемен тон. Количеството светлина во една боја се нарекува тон. Ајде, например, да ја разгледаме зелената боја. Ако во зелената боја има помалку светлина, тогаш таа боја ќе биде посветла или ќе има посветол тон. Доколку пак зелената боја има помалку светлина, тогаш таа ќе изгледа потемна, односно велиме дека има потемен тон. Доколку замислиме дека белата боја е светлина и доколку ја додадеме на некоја друга боја, тогаш ќе добиеме посветол тон. Посветлите тонови ги добиваме кога една боја ја мешаме со белата боја како светлина. Ако замислиме пак дека црната боја е темнина и ако ја додадеме на друга боја, тогаш ќе добиеме потемен тон. Че со мешање на една боја, црна боја, добиваме потемна боја, односно потемен тон на таа боја. Да го проследиме краткото видео и да видиме како со мешање добиваме различни тонови. Така, добивме посветол и потемен тон на сината боја. Да продолжиме. Сега, ученици, ќе ве замолам вие да сработите задача, односно да направите ликовна творба во која што ќе нацртате цветови или балони по ваш слободен избор. При тоа ќе ја користите техниката темпера, односно ќе користите темперни бои. Во вашата ликовна творба ќе треба да представите слободен ритам и да употребите светли и темни бои. Еве неколку фотографии кои може да ги искористите како инспирација за вашата работа. Пред да започнете со работа, сакам да се потсетите што е тоа ритам. Сигурна сум дека некој од вас ќе успее успешно да најде одговор на ова прашање. Токму така, ученици, ритамот постои кога нештата се повторуваат, како што ни се повторуваат денот и ноќта, годишните времиња, скокањето со јаже и слично. Во ликовната уметност пак, ритамот представува повторување на некој ликовен елемент во уметничкото дело. Еве на сликата имаме пример за регуларен
и алтернативен ритам. Пред да започнете со вашите изработки, разгледајте и овие примери од изработки на ученици како идеја како да ја изработите вашата ликовна творба. Сега ќе ве замолам да го паузирате видеото и да се обидете за време од 15 минути да изработите ваша ликовна творба со слободен ритам и со користење на техниката темперни бои, како и со користење на светлите и темните бои. Треба да представите балони или цветови по сопствен избор. Браво, ученици! Овде застанете со вашата работа. Она што не успеавте да го доработите за овие 15 минути, направете го за домашна работа. Доработете ја ликовната творба што ја започнавте за време на часот, а потоа пополнете ја рубриката за самооценување за да воочите колку сте биле успешни и што сте постигнале. Ви посакувам успешна работа. Во продолжение ви е рубриката за самооценување. Оваа рубрика треба да ја пополните со штиклирање. Имате 3 тврдења на кои што треба да дадете оценка. Првото е разликувам светли и темни бои. Второто, употребувам светли и темни бои, тонови и ритам. И последното, ликовната творба е целосно завршена. Самооценувањето ви е во 3 нивоа. Кога е целосно постигнато, кога е делумно постигнато и кога треба уште малку да поработите за да имате подобар успех. Ви благодарам на разбирањето, ви посакувам успешна работа и се гледаме во некоја наредна видео лекција. До гледање!